прибрани сите граѓани на Македонска Каменица, без оглед на возраст, пол, национална и политичка определба. Овде сме да им дадеме подршка и да ги заштитиме сите рудари, наши татковци, соседи, блиски и подалечни роднини, нашите пријатели. Да ги поддржиме и да покажеме дека рудник Саса постои од рударите и за рударите, а општина Македонска Каменица постои од граѓаните и за граѓаните, и кога се работи за животот, безбедноста и условите за работа, нема политичка ниту било каква поделеност меѓу жителите на нашата општина, а тоа денес и го докажавме. Сето она што се случува во рудникот, директно или индиректно, го чувствуваме и ние, и не засега самите нас. Само што ќе слушнеме сирената на болничкото возило, сите со широко отворени очи, немо се погледнуваме меѓу себе, излегуваме на улица и се прашуваме: повторно ли, која е новата жртва? Затоа и мотото на овој протест гласи: 4 години, 7 жртви, стоп за црната статистика. Младен Митревски загинат на 24.7.2009 година. Тошо Апостоловски загинат на 19.12.2009 година. Георги Спасевски загинат на 7.4.2010 година. Зоран Атанасовски загинат на 9.11.2010 година. Диванис Ивановски загинат на 3.5.2011 година. Војо Стаменковски загинат на 10.5.2012 година. И Даниел Велков загинат на 25.4.2013 година. Ке ве замолам со едноминутно молчење да им оддадеме почит на досега загинатите рудари од нашата општина во периодот на 4 години, од 2009 до 2013 година. Вечна им слава! Целите на овој настан, на овој мирен протест се да се алармираат институциите кои се надлежни да вршат инспекцијски надзор и контрола на состојбите и условите за работа во рудникот Саса. Својата работа да ја вршат совесно и одговорно, да се алармираат надлежните органи, да превземаат активности за континуирано следење и примена на мерките за безбедност при работа на рударите, преку доследно почитување на одредбите од Законот за безбедност и здравје при работа. И од страна на надлежните органи да се направи ревизија на постапките на сите досегашни смртни случаи во рудник Саса и повторно да се отвори истрага за истите, а се со цел да се обелоденат вистинските причини на досегашните несреќи со смртни последици. А сега го повикувам да ви се обрати господинот Димче Атанасовски, член на фамилијата на младиот загинат рудар Даниел Велков, кој загина на 27 годишна возраст. Почитувани рудари, почитувани сограѓани, почитувани представници на медиумите, почитувани дами и господа. Сите заедно длабоко сме загрижени засегнати од случувањето со рудник Саса во изминатите 4 години, но не како функционери или како припадници на некоја политичка партија, туку како дел од семејствата чии членови работат во рудник Саса и како жители на општина Македонска Каменица. Ако пред точно 8 дена во своето работно место во рудник Саса згасна животот на младиот Даниел Велков, тоа не може да биде проблем и болка само на една фамилија.
Тоа не може да биде проблем ниту само на рударите. Тоа е проблем на сите нас. Затоа што не смееме да се навикнеме на фактот дека човечки животи изгаснуваат во рудникот и тој факт да биде третиран како нормална работа. Не смееме да дозволиме тоа да стане наше секојдневие. Не смееме да се навикнеме ниту на фактот кој сакаат да ни го наметнат дека рударите се виновни за своите изгубени животи на работните места. Дали некој може да им каже и да им објасни на семејствата на загинатите рудари дека рударите кои за парче леп работат длабоко во утробата на земјата, самите си се виновни за своите изгубени животи. Затоа треба без страв да ги охрабриме рударите и заедно да го кренеме својот глас против состојбите и условите на работа во рудник Саса. Треба јасно да ја пренесеме пораката до надлежните институции и до македонската јавност дека во рудник Саса не е се така како што е представено во официјалните документи, дека во рудник Саса згаснуваат човечки животи, а никој не ги санкционира одговорните. Почитувани сограѓани, она што рударите не смеат да го кажат на своите работни места и она за кое што не смеат јавно да разговараат, го кажуваат во кругот на своите семејства, во кругот на своите пријатели. Рударите секојдневно со страв за својот живот заминуваат на своите работни места. Врз нив се врши секојдневен мобинг и тортура од страна на претпоставените. Нивниот труд се експлоатира до максимум и секојдневно се подзакана дека може да го загубат своето работно место и да останат без екзистенција за своите семејства. Затоа апелираме до оние кои најнепосредно се поврзани со функционирањето на рудник Саса да ги преземат сите неопходни мерки за да се спречат повредите и човечките жртви, надлежните институции да ги санкционираат одговорните за загубените човечки животи. Раководството во рудник Саса сериозно да ги преиспита своите мерки, пристап и методи на работа и раководење со рударите. Затоа што Македонска каменица е рударско градче кое се градоло од рударскиот труд, а не од рударската крв. Затоа што рударите се луѓе, а не роботи и треба да кажеме стоп за црната статистика. Благодарам. Ја повикувам да ни се обрати госпогица Даниела Митревска, ќерка на загинатиот рудар Младен Митревски, кој загина на 48 годишна возраст. Почитувани рудари, почитувани представници на медиумите, почитувани сограѓани, почитувани дами и господа. Болната вистина за загинувањето на мојот татко Младен Митревски во окната на рудникот Саса не е веќе тајна, не е енигма. Вистината лично од моја страна во неколку наврати беше јавно кажана пред рударите, пред надлежните институции, пред медиумите и пред целата македонска јавност. Јас и моето семејство не се плашевме гласно и јавно да ја кажеме вистината. Во какви услови работел мојот татко, во какви услови загинал, како и фактот дека надлежните институции прекреа одредени факти за постапката за загинувањето на мојот татко. Меѓутоа, жална и болна е вистината што до ден денес немаме одговор на јавно поставените прашања. Жална и болна е вистината што до ден денес се уште ниту една надлежна институција не презеде ниту еден единствен чекор за да ја исправи својата грешка, да ја исправи неправдата кон мојот татко, неправдата кон моето семејство, неправдата кон сите вас рударите, кон жителите на општина Македонска Каменица. Јавно поставивме многу прашања до раководството на рудник Саса, до тогашното раководство на синдикалната организација, до инспекторите за рударство кои го воде овој случај и до надлежното јавно обвинителство. Јавно ги прашуваме и денес. Дали на местото на кое работел и загина мојот татко имало ревидиран или главен или дополнителен рударски проект и дали имало дозвола за работа? Ако немало, зошто овој факт беше изоставен од официјалните извештаи на надлежните институции? Кој му дал наредба и кој го упатил мојот татко да извршува работни задачи на работно место каде не постоел ревидиран рударски проект и дозвола за работа? Кој има право свесно да го ризикува животот на мојот татко, а за тоа да не подлежи на одговорност? Како може
да се работи на работно место без ревидиран рударски проект, без дозвола за работа, на тоа место да загине работник и тоа да не представува никаква кривична одговорност, да не представува основа за кривично гонење на никој. Како е можно надлежното јавно обвинителство при таква фактичка состојба да го прогласи овој случај за несреќен? И тоа со известување од 2 реченици упатено до моето семејство, во кое што пишуваше дека на работно место згаснал човечки живот. Меѓутоа не постои никаква основа за кривично гонење. Без образложение, без правна поука. Може би причина за тоа е што во официјалните извештаи секаде стоеше дека работникот загинал, меѓутоа ги почитувал сите работни прописи, дека не постои вина кај работникот. Поради ова, кај моето семејство, длабоко е подкопана довербата во институциите, во правниот систем. Затоа, апелираме до надлежните органи да се направи ревизија на постапката за смртта на мојот татко, повторно да се отвори истрага за истата, се со цел да се утврди правилно и целосно фактичката состојба, дали има или нема кривична одговорност кај рудник Саса за овој случај. Почитувани сограѓани, јас и моето семејство го загубивме највредното во рудник Саса и тоа никогаш не може да ни биде вратено. Меѓутоа, сепак нашата цел, ниту целта на овој јавен собир, не е да се затвори рудник Саса и многу семејства да останат без својата екзистенција. Македонска каменица е рударско градче, кое во минатото, а и денес екзистира од рудник Саса. Во рудник Саса работеле генерациите пред нас. Ке работат и генерациите што се по нас. Токму затоа, треба да пратиме јасна порака на сите надлежни институции, дека треба својата работа да ја вршат во согласност со позитивните законски одредби, честно, одговорно и совесно. Треба да им пратиме јасна порака на оние од рудник Саса, кои го гледаат само како начин на остварување на лична добивка, дека таму се нашите семејства, дека тие се богатат на сметка на гробовите на нашите најмили. Затоа што, почитувани сограѓани, горката вистина за рудникот, која од ден на ден станува се појасна, но и погласна, е дека човечките жртви во рудник Саса се само резултат на бескрупулозната трка за погроз и поголем профит на современите робовладетели. Почитувани, на крај би сакала да ви ги честитам великденските празници, на вас, на вашите семејства, да ви посакам лична среќа, добро здравие, многу успех. Благодарам за поддршката. Почитувани сограѓани, на овој мирен собир, освен рударите и граѓаните на Македонска каменица, уредно беа поканети и челниците на најголемите политички партии во Македонска каменица, градоначалникот на општината, Синдикатот на индустрија, енергетика и рударство на Република Македонија и председателот на синдикалната организација при рудник Саса, господинот Венцо Димитровски. Поаѓајќи од фактот дека синдикалната организација најнепосредно треба да се стави во функција на заштита и унапредување работничките права, сметавме дека председателот на синдикалната организација е должен пред сите нас да образложи што синдикалната организација има превземено и што ќе превземе за да се подобрат условите за работа на рударите. Наредните 3 минути беа определени за негово обраќање. Очигледно тој немаше ништо што да каже во однос на оваа тема. Имаше поважни обврски од работничките права, кој факт особено загрижува. Затоа сега го повикувам да ви се обрати господинот Ване Насковски, вработен рудар во рудникот на работно место Раковач на Дампер и член на синдикалната организација при рудник Саса. Почитувани колеги, почитувани рудари, почитувани сограѓани, на овој мирен собир и јас како рудар чувствувам обврска да ги споделам проблемите и маките со рударите, да ја споделам болката и тагата со семејствата на настраданите рудари.
Со повторното рестартирање на рудникот Саса, ние, рударите и жителите на нашата општина, верувавме во подобрување на благосостојбата на општината, знаејќи дека рударството е најтешка, но најпрофитабилна гранка. Но за жал профитот не одмина нас рударите и отиде во други правци, но не одминаа несреќите и тешкотиите. Изјазавивме општината во црно, ги расплакавме и натаживме граѓаните на Македонска Каменица. За 7 години изгубивме 7 колеги, кои своите животи ги оставија длабоко во јамските простории при извршување на своите работни задачи. И уште неколку колеги починаа во своите домови од професионалните заболувања што ги здобија во јамските простории. Неколку колеги се здобија со посериозни повреди на самите работни места и за жал останаа инвалиди. На стотина рудари се со професионални заболувања, силикоза, бронхит, тромбоза и други заболувања. Сите овие несакани работи, но за жал вистините, ни се случуваа од лошите и тешки услови за работа, од високите норми кои со многу труд и знаење секој ден ги остваруваме и од притисоците и заканите кои секојдневно се вршат врз нас рударите. Двосмислените мерки за безбедност при работа, кои се напишани само на лист хартија, а не применливи во пракса, служат за амнестија на одговорните. Но овој мирен протест, сите искажани факти, сакаме да ги упатиме и да допрат до релевантните институции во државата, а тие веднаш да пристапат кон нивно решавање и подобрување. Со тоа ќе го вратиме достоинството на рударите и мирот и спокојот на граѓаните во општината. За да се подобри ваквата состојба, најпрво треба да реагира председателот на синдикалната организација заедно со синдикалните представници од работните единици, од кој еден сум јас, но за жал нашиот председател е подложена рака на работодавачот, бидејќи од него е назначен, а не од синдикалното членство. Дека тоа е така, ќе забележите и самите од неговото неприсуство на овој мирен протест. И на крај, сакам да упатам голема благодарност до иницијативниот одбор на чело со Ненад Лоцевски, кој го организираше овој собир. Ја повикувам да ни се обрати госпоѓата Наташа Стаменковска, ќерка на загинатиот рудар Војо Стаменковски, кој загина на 52 годишна возраст. Драги сограѓани, почитувани рудари, семејства кои трагично ги загубивте саканите. Прво, пред се, сакам да ви изразам длабоко сочувство и жалење за загубите кои ги доживеавме. Ја познавам болката. Точно пред 1 година, во една од јамите, и јас го загубив мојот татко. Тагата и болката се незаменливи. И после се мора да се продолжи. Вината е на работникот, така кажуваат. Но рудари, каде е вашата вина? Каде сгрешивте? Зошто Каде е вината на вашите починати колеги? Зошто никој никогаш не се потруди да го докаже спротивното? Зошто остануваат многу прашалници? Зарем вашата обврска да отидете, да копате руда, кое тоа вие најдобро го знаете, по цена да ја нахраните вашата фамилија, вашите деца, е вредна за вашиот живот? Зарем со вашата крв, со вашата пот, институциите се неми на сите овие прашања, немаат ни желба, ни трпение, а изгледа ни одговори. На секое прогласување на починат во рудникот имаше почина додека ги извршуваше
работните обврски дојде до несреќа. Значи, несреќен случај. И животот продолжуваше. Секој си кукаше над својот гроб. Секоја следна година имаше следна жртва и уште еден гроб. И повторно истото. Несреќа при вршење на работни обврски. Во кој век, во која ера живеете, драги рудари? Дали рударот е само роб кој не смее да го крене гласот, да ги побара своите права на изразување и заштита, затоа што ќе остане без работа? Нели е доста? Што ќе им се на семејствата пари и леп, кога тој леп спечален со пот и човекот кој го донел дома повеќе го нема? Сите ние имаме нешто да кажеме, но нема кој да изслуша. Никој не презема ништо, а луѓето умираат. Во случајот на мојот родител има уште многу неодговорени прашалници. Зошто тој ден и по чија наредба тој е влезе во таа јама? Кога во претходната смена јасно се знаело дека имало минирање и дека заситеноста на јаглерод моноксид било презаситено. Да, тоа било негова обврска. Го сваќаме тоа и се помируваме со фактот. Но зарем човечката етика и желбата за профит се поголеми од човечкиот живот, од човечката етика да се заштити еден човечки живот. Зошто кога дошло до падот на висина од 40 метри, службеното возило на рудник Саса било без бензин и не сакало да запали, кога единствената намена на тоа возило е да пружа прва помош на повредените? Зошто толку се чекало за 2 часа подоцна на пат во болницата тој да почине? Зарем немањето на екипа за прва помош, неподготвеноста и неодговорноста згасна неговиот живот. Остануваат прашањата: дали рударите ја имаат заштитната опрема пропишана со правилникот за работа во рударството? Дали или секој сам си ги пишува своите правила? Со еден збор, условите се минимални, државните органи се незаинтересирани, а ние за 4 години изгубивме 7 луѓе. Изгубивме татковци, браќа и синови. Затоа, рудари, не чекайте да го закопате следниот свој колега. Не прашувајте кој ќе биде следниот. Барајте ги своите права. Дигнете го својот глас. Бидете честни рудари. Одговорно извршувајте си ги вашите работни задачи. Од тоа зависат семејствата ваши. Но повеќе не сте сами. Вие пред се сте луѓе, не ефтина работна сила. Со вас беле денот е вашиот слоган, но не дозволувајте, драги колеги, пријатели, другари на мојот татко Војо Стаменковски, вашиот некролог да биде единствениот што ќе биде залепен утре дента и да пишува: трагично го загуби својот живот од ужалената фамилија. Ви благодарам, тоа е се што можам и што имам да кажам. А сега ја замолувам да ни се обрати господјата Венка Рајковска, сестра на загинатиот рудар Зоран Атанасовски. Најпрво, добар ден, граѓани на Македонска Каменица. Добар ден на сите рудари и добар ден на медиумите. И голема благодарност за вашето присуство, бидејќи сочувствувате со нашата тага, болка, длабока врежена во срцата, која што никогаш нема да залечи и да згасне. Ве гледам во некој број, сепак благодарности до вас, но можеше овој број уште поголем да биде. Го земам во предвид, значи, нивното работно време сега, но бидејќи денес е и петок неработен ден, посакував овој број барем да биде приближно до 5200, колку што беше излезеноста на последните гласови, кога беа последните избори. Јас излегов вака, значи без подготвен концепт. Кога ми се јавија дали сакам да кажам некој збор,
веднаш се согласив и директно од Битола стигнав во 4 часот за да присуствувам тука заедно со вас, да ве поддржам најпрво рударите и, значи, посакувам и останатите граѓани да им дадат поддршка и да побараат закони во судството и во правдата и за сите случаи што се досега. Значи, ми рекоа, ако сакаш да кажеш некој збор, напиши си некое концептче и да кажеш да се обратиш пред граѓаните. Јас ќе кажам едно пред сите вас. Сите фабрики да работат во целиот свет нема да бидат доволно да ја произведат хартијата на која што ќе ги напишам моите зборови, зборови на тага, зборови на бес, зборови на жал. Благодарам. Честит Великден. А сега го замолувам господинот Сашо Јованов, вработен во рудникот САСА и поранешен председател на синдикалната организација во рудник САСА. Почитувани граѓани на Македонска Каменица, почитувани новинари и гости кои сте дојдени да слушате оваа наша црна, рударска црна голгота, почитувани колеги рудари. Јас сум Саша Јованов, поранешен синдикат на рудник САСА, а се уште синдикален представник од Хоризонт 830 со решение Рудар за специјални работи. Со задоволство ја прифатив поканата на оваа граѓанско здружение да ја искажам нашата тешка рударска мака. Додека бев председател на синдикалната организација, со сета моја верба и почит кон рударите, со силен ентузијазам се зафатив да ги решавам нашите проблеми со кои се соочуваме на работните места. Донесовме одлука во собранието, во целост да се применува Законот за безбедност и здраве при работа, секој работник да добие соодветно решение за работното место на кое работи. Донесовме одлука за зголемување на платите, да се обезбеди соодветно амбулантно возило со носилки и кислород за во јама. Според опис и попис на работно место соодветен број на вработени. Наместо тоа, менаџерскиот тим да се заложи да седнеме да преговараме за овие проблеми, кога јас не префатив да ги продадам рударското достоинство на рударите, менаџерскиот тим упадна во синдикалната организација и со разни притисоци и закани на луѓето во собранието и на нелегитимен начин ме разрешија од синдикат. Иако за тоа имавме или 70% од членството на синдикалната организација. Но тука не застанаа. Донесоа одлука да ме тргнат од мојата работна единица Хоризонт 830, да ме прераспоредат на Хоризонт 16, за да не можам да ги штитам работните права на Хоризонт 830. Каде за тоа имам судски спор во Основниот суд Делчево. Според општиот колективен договор, синдикалниот представник не може да биде распореден на друго работно место без негова согласност. Потоа имав и повреда на работно место на ден 17.12.2012 година, при што после моето лекување не ми дозволија да се вратам на своето работно место. Донесено е известување дека не сум безбеден за работа и за моите колеги. Иако инспекторот за труд и социјална политика има донесено решение да ме вратат на моето старо работно место. Секоја контрола од рударскиот инспекторат, менаџерскиот тим ја знаеше пред време. За секоја критична јама се поставуваат дрвени прекрстени летви кои означуваат недозволен пристап за работа. Но по заминување на инспекторите летвите се отстрануваат и се почнуваше со работа. Затоа како рудар барам од владата на Република Македонија уште на првата владина седница да ја стави на дневен ред оваа наша црна статистика и да формира експертска комисија за сите смртни случаеви, да се направи ревизија.
и да се дознае правата вистина и да се изгуби сомнежот на семејствата на загинатите. Колеги, рудари и членови на синдикалната организација, вие сите знаете дека на ден 24.10.2012 година на собранието кога ме разрешија во присуство на председателот на СИР беше договорено најдоцна до 24.4.2013 година да се одржат воредни избори, да се избере ново собрание, синдикален одбор и председател на синдикалната организација. Но од страна на ВД председателот Венцо Димитровски не беше испочитувано договореното. Очигледно синдикалното раководство начело со сегашниот председател, наместо да ги штити правата на рударите, представува продолжена рака на менаџерскиот тим на Рудник Саса и ги штити единствено нивните интереси. Ви благодарам за поддршката што ни ја окажеште со вашето денешно присуство на овој настан и искрено се надеваме дека до заедничките допреме до надежните институции. Ви благодарам. Почитувани сограѓани, со овој наш јавен собер се надеваме дека ќе успееме да ги алармираме надлежните институции и дека ќе допреме до совеста на менаџерскиот тим во Рудник Саса и до сите надлежни структури. Им благодариме за присуството на градоначалникот на Македонска каменица и челниците на политичките партии, а воедно на сите рудари ви посакувам многу здравје и среќа. Честит Великден!